Една година од големите пожари во Малешевијата е период по кој може да се донесе резиме и да се постави прашањето дали лекцијата е научена и што во меѓувреме е направено за поголема противпожарна безбедност. Очевидни се последиците и штетите, тоа е наликува дури на хорор филм, искрено да ви кажам. Кога се тргнеш од Делчево за Пехчево, тоа беше една убавина и од двете страни. Сега гледаме само пустош, изгорени шуми од двете страни, од левата и од десната. Последиците се страшни. Моментално ги гледаме последиците, како и обилните дождови што врнеа, дека моментално се стварат поголеми поплави по градовите и огневните стихии беа многу страшни. Тоа е направено за поголема противпожарна безбедност. Па за безбедност сега е направено, имаме екипи кои што се приклучуваат кон нас и имаме противпожарно друштво доброволно волонтерско и се ностоп со нас сега, пример, кога забележиме и мал чат, одиме со голем број колеги за да тоа се спречи на време, да не дојде до такви последици како што беше лани. Атлантските пожари до сега имаме еден чекор понагоре направено за пожарната, се формира и доброволното друштво од Кочени, што се на голема помош за нас и за безбедноста, претежно по планинските предели. Мислам дека полесно сега можеме да се справиме со таквите елементарни непогоди што се јавуваат. Големите лански пожари во најголемата природна убавина во регионот е свежо сеќавање и за Стојанче Ангелов, директор на Агенцијата за управување со кризи. Беа релативно полесни за совладување, иако се соочивме со неколку тешки пожари во периодот април, мај и јуни, и еден добар дел од нив настануваа поради палењето на стрништата од страна на земјоделците или пасиштата од страна на сточарите. Иако значителни мерки се превземени, сепак најголем непријател на шумите и природата останува човекот. Само во наведениот период лани беа поднесени 16 кривични пријави за пожари на отворено, засторени 14 кривични дела, предизвикување општа опасност и 2 дела, предизвикување шумски пожар. Пријавите се против 14 физички лица, од кои 2 лица државјани на Република Албанија, едно правно лице и 3 одговорни лица во правното лице. Информираат од МВР. Лани пожарите во Малешевијата опфатија 11.420 хектари шума, а последиците ќе бидат долготрајни. Според експертите, потребни се помеѓу 30 и 50 години глетката да биде идентична на ланската, под услов пошумувањето и третманот да бидат стручни и да започнат веднаш.